Злоупотребата на дрога станува се поприсутна меѓу младата популација. Честопати пробувањето на наркотични средства од љубопитство или заради друштвото прераснува во сериозен проблем и зависност. Трендовите се загрижувачки, нагласуваат стручните лица. Како најважна причина за губењето контрола и запаѓањето во канџите на дрогите го посочуваат недоволното внимание на родителите. Психолозите алармираат дека тие не се вклучени во животот на децата и честопати не ги ни забележуваат сериозните проблеми со дрога. Социјалните служби во Гостивар се соочиле со пример кога родителите не знаеле дека нивното дете користи хероин цели 5 години. Ова е такво време. Вардете ги вашите деца. Зборете со нив, пратете ги. Сите, пракси покажуваат да најкасно родителите дознаваат дека детето му се дрогира. Па јас не знаев тој 5 години на хероин. Како не си знаел дека 5 години на хероин? Не си видел дека спие дење? Деца кои немаат контрола, најмногу. Децата кои добиваат све, добиваат само пушти ме раат. Има една родителска изрека, пушти ме раат. Еве ти пари и пушти ме раат. Еве ти телефон и пушти ме раат. Мирот на родителот прави штета на детето. Родител е функција, тоа е како да си вработен. Ти како родител не ја работиш својата работа. Му даваш пари, му го тераш нека излезе со другари или да седи на телефон. Само ти да бидеш рад како родител, а да не знаеш дека твое дете е 5 години на хероин. Патот до излекување од дроги е тежок и макотрпен, велат психолозите, нагласувајќи дека од хероин само мал број зависници успеваат да се отргнат, а најчесто почнуваат да ја земаат на тинеџерски години. Хероин во било која форма е високо зависна супстанца и ѓавол на оваа земја е хероинот. Тоа кажувам со отворен глас. Ѓавол во оваа земја е хероинот. Тоа е опасна дрога. Ако младите почнат со хероин врло млади, тогаш шанса да се скинат е минимална. Јас сум работел од 100 луѓе ако еден или двајца се излечили. Пазите, од 100 луѓе ако еден или двајца. Тоа се за оние корисници кои почнале со 15-16 со хероин. Не сум видел човек што после 30 година почнал со хероин. Не сум видел. Според податоците од секторот за внатрешни работи Тетово во првите 6 месеци од годинава, на подрачјето биле евидентирани 55 кривични дела од областа на недозволена трговија со дроги, што е 13 повеќе во споредба со истиот период лани. Полицијата исто така изготвила и 30 барања за поведување на прекршочна постапка за сторени прекршоци, поврзани пред се со уживање на наркотици.